Млади лидери, иноватори и предприемачи од целиот свет се собраа во Вашингтон на самитот за млади 2026 во организација на Светска банка. Настанот, кој годинава се одржува по 13-ти пат, носи силна порака. Иднината на работата веќе се менува, а младите имаат клучна улога во нејзиното креирање. Под мотото идни работни модели, дизајнирање работни места за дигиталната ера, самитот отвара прашања за тоа како технологијата, вештачката интелигенција и новите вештини го менуваат пазарот на труд. Самитот за млади е всушност платформа преку која Светска банка комуницира со младите, но и младите комуницираат со Светската банка. Светската банка е силно фокусирана на работните места. Тоа е во сршта на оваа институција, а воедно и главната грижа на младите денес. Кога разговараме со млади луѓе ширум светот, слушаме многу грижи за невработеноста, за тоа како вештачката интелигенција влијае врз пазарот на труд, за недостатокот на можности, пристап и инклузија. Затоа она што го правиме е да ги собираме луѓето во иста просторија, на иста сцена и од банката и надвор од неа. Млади и повозрасни, почетници и искусни, и ги слушаме сите перспективи. Ги слушаме и дел од решенијата и се обидуваме да создадеме слика која ќе биде корисна и за владите и за Светска банка при креирањето политики, но и за младите кои се обидуваат да се снајдат во реалноста на денешниот и идниот пазар на труд. Според проценките, во следната деценија над 1 милиарда млади ќе влезат на пазарот на труд, додека бројот на нови работни места значително заостанува. Млади од целиот свет овде на самитот за млади 2026 во Светската банка во Вашингтон дискутираат и работат на решенија за иднината на работата. Преку панели, работилници и иновацијски лаборатории, тие не само што учат, туку и директно придонесуваат со идеи за тоа како да се создадат нови можности за младите. Самитот го отвори председателот на Светската банка Аџеј Банка, кој истакна дека работните места се основа за економскиот развој и подобар животен стандард. Во текот на двата дена се одржуваат панели и дискусии за пазарот на труд, образованието и предприемништвото, но и практични работилници каде младите работат на решенија за реални глобални предизвици. Доаѓам овде од Косово во Вашингтон, заедно со млади лидери од целиот свет, каде што разговараме за иднината на работата, како ќе ги дизајнираме работните места на следната генерација, комбинирајќи вештачка интелигенција и вештините што ќе ни бидат потребни во иднина. Навистина е големо задоволство да се биде тука со млади лидери од целиот свет, да се повразуваме, да разменуваме идеи, да споделуваме и проблеми со кои се соочуваме и современо да се обидеме заеднички да најдеме решенија за подобра иднина. Јас сум од факултетот за интегрирани иновации во Тајланд и тука сум на самитот за млади 2026 на Светска банка, бидејќи нашиот тим Кунфа се пласираше како финалист на надпреварот за стартап презентации. Користиме сателити за да им помогнеме на фармерите да практикуваат поодржливо земјоделство, а воедно да им овозможиме и да се работуваат преку јаглеродни кредити. Поддржете ја нашата работа, верувам дека е многу важно младите, особено оние со нови идеи, да се вклучат со Светска банка и да придонесат кон нејзината мисија. По потекло сум Пољак, таму сум роден и израснат и имав привилегија да се запознаам со мрежата на Денот на планетата Земја на еден од ваквите самити. Сега работам со нив на промоција на еколошко образование ширум светот. Се надевам дека овој самит на Светска банка ќе биде уште една можност што ќе ги подржи моите кариерни цели и развој. И мислам дека секој од нас тука бара нешто ново што може да го научи. Покрај дискусиите, самитот нуди и можности за вмрежување, менторство и директен контакт со експерти од меѓународни институции и приватниот сектор.